Враќање на името Македонија, реалност или фикција? Дали знаете кога за прв пат се појавува името Македонија? Ова име, длабоко врежано во историјата, ни го носи духот на еден народ чии корени водат многу подалеку од времето како што го знаеме денес. Напомена, каналот Тампес и јас како личност се оградуваме од ваквите ставови. Ова се само прашања кои ги поставува голем дел од граѓаните на Македонија, кои бараат одговори на овие прашања. Кога прв пат се појавува името Македонија? Според историчарите, името Македонија прв пат е спомнато уште во 8 век пред нашата ера. Тоа било поврзано со народот македонци, кои го населувале регионот на денешна Македонија и Северна Грција, станувајќи символ на нивната култура и идентитет. Добре дојдовте на канал Тампес. Драги гледачи, ви благодариме што сте дел од нашата заедница каде ги истражуваме најинтересните и најважни теми за Македонија и светот. Претплатете се на нашиот канал за да не ги пропуштите најновите видеа и содржини. Ставете ми се допаѓа ако уживате во нашите видеа, тоа ни помага да допреме до повеќе луѓе. Оставете коментар под видеото со вашето мислење за оваа тема или предложете тема која сакате да ја истражиме. Вашата поддршка е клучна за нашиот раст и инспирација за да продолжиме со квалитетни содржини. Заедно да ја пренесеме пораката и да ги отвориме најважните прашања. Херодот, таткото на историјата, пишува дека македонците биле староседелци, еден од народите што ја испишуваат историјата кои учествувале во создавањето на културата и историјата на Балканот. Нивната врска со земјата останува нераскинлива, а името Македонија представува духовно наследство кое го инспирира и обединува народот. Името Македонија се поврзува со зборот Македони, што значи висока земја или планинска земја. Ова го одразува географскиот карактер на регионот и неговата врска со планините, а Македонија е обкружена со планини. Историски, античката Македонија станува позната под водството на Филип II и Александар Македонски, кои ја претвориле во империја што се простирала до Индија. Дали денешните македонци се потомци на античките македонци? Името Македонија е повеќе од историски факт. Тоа носи приказни за борби, гордост и култура кои се уште живеат кај денешните македонци. Ова се одговорите на македонците. Враќањето на името е враќање на нашиот идентитет и чување на нашето наследство за идните генерации. Напомена, каналот Тампес и јас како личност се оградуваме од ваквите ставови. Ова се само прашања кои ги поставува голем дел од граѓаните на Македонија, кои бараат одговори на овие прашања. Ова прашање е тема на дебата меѓу историчарите и политичарите. Современите македонци не се славјански народ, тие се со културно и јазично наследство кое датира од пред 8 век од нашата ера. Ова се одговорите на поголемиот дел од граѓаните на Македонија. Дали сакате да го зачувате духот на Македонија? Споделете ја оваа историска приказна, коментирајте со вашето мислење и продолжете да го негувате вашето македонско наследство. Македонија е нашата вечна гордост. Сепак, многу македонци веруваат дека имаат генетска и културна врска со античките македонци, особено затоа што територијата на античка Македонија делумно се совпаѓа со денешната Република Македонија, а исто така и некои од најпрестижните институти во светот потврдија дека денешните македонци имаат најголем процент со генот на античките македонци. Генетските истражувања покажуваат дека населението на Балканот има и мешано потекло, вклучувајќи елементи од античките македонци, илири, траки и словени. Иако современиот македонски идентитет е повеќе поврзан со македонското наследство, некои тврдат дека денешните македонци се словени, но митот и традицијата за античката Македонија се длабоко вкоренети во националната свест на македонците. Може ли да се врати името Македонија? Со Преспанскиот договор од 2018 година, Република Македонија го промени своето име во Република Северна Македонија, со цел да го реши долготрајниот спор со Грција. Ова беше предуслов за членството во НАТО и за отворање на патот кон Европската унија. Но тоа не се случи со отварањето на пристапните преговори за членство на Македонија во Европската унија. Дали е можно враќање на името Македонија, кој многу граѓани на Македонија си го поставуваат ова прашање? Напомена, каналот Тампес и јас како личност се оградуваме од ваквите ставови. Ова се само прашања кои ги поставува голем дел од граѓаните на Македонија, кои бараат одговори на овие прашања. Враќањето на името Македонија би бил многу сложен процес, за тоа би била потребна
Политичка поддршка, внатрешна политичка волја и национален консензус за повторно отворање на прашањето за името. Поголем дел од граѓаните на Македонија веруваат дека името Македонија може да се врати, без никаков проблем и со некои помали последици, бидејќи договорот не бил испочитуван од другите учесници за постигнување на овој договор. Напомена, каналот Тампес и јас како личност се оградуваме од ваквите ставови. Ова се само прашања кои ги поставува голем дел од граѓаните на Македонија, кои бараат одговори на овие прашања. Македонците се осеќаат предадени и изневерени после тој договор, бидејќи не се исполнети обеќањата кои беа давани пред да се потпише Преспанскиот договор. Меѓународна дипломатија. Поддршка од меѓународната заедница, вклучувајќи ги и Обединетите нации, НАТО и Европската унија кои обеќаа дека ќе се започнат преговорите за членство во Европската унија. Дали ако се врати името Македонија ќе требе ново решавање на спорови со Грција и нови преговори со Грција, кои би можеле да бидат долги и неизвестни, да, тоа сигурно Грција нема да го прифати така лесно, што ќе требе да се направи. Јавна поддршка, граѓански активизам и убедување на меѓународната јавност за правото на користење на името. Сепак, враќањето на името не е само политичко прашање, туку и геополитичко, кое зависи од односите меѓу големите сили и интересите на и во регионот. Веројатноста за враќање на името во блиска иднина е мала, но не е невозможно, напомена. Каналот Тампес и јас како личност се оградуваме од ваквите ставови. Ова се само прашања кои ги поставува голем дел од граѓаните на Македонија, кои бараат одговори на овие прашања. Фикција или можност? Идејата за враќање на името Македонија е реална во смисла на националните чувства и стремежи, но моменталните геополитички и правни околности ја прават тешко остварлива без политичка волја. За да стане реалност, би било потребно силно единство внатре во земјата, како и поддршка од клучните меѓународни играчи. Без разлика на името, иднината на Македонија ќе зависи од нејзината способност да гради стабилна држава, социјална кохезија и почит кон сопственото наследство. Македонскиот народ има можност да ја задржи својата историја и идентитет, без разлика на формалното име на државата. Доколку политичарите во Македонија имаат силна желба и се обединат околу ова прашање, можно е да се преземат чекори за враќање на името. Сепак, тоа би било придружено со значителни последици. Најпрвин, би можело да предизвика дипломатски тензии со Грција и другите членки на НАТО и Европската унија. Исто така, постои ризик од економски и политички санкции, како и забавување на интегративните процеси во Европската унија. Од друга страна, ваквиот потек би ја зајакнал националната гордост и идентитет, но прашањето останува дали вреди да се преземат вакви ризици и кои што е поважно во моментов кога ситуацијата во светот може да ескалира во секој момент. Олеснителни околности за враќање на името. Во контекст на Преспанскиот договор, многу граѓани на Македонија посочуваат дека одредени обврски кои беа преземени од Грција и меѓународната заедница не се целосно почитувани. Напомена, каналот Тампес и јас како личност се оградуваме од ваквите ставови. Ова се само прашања кои ги поставува голем дел од граѓаните на Македонија, кои бараат одговори на овие прашања. Например, иако беше ветено дека Македонија автоматски ќе стане членка на Европската унија по промена на името, тоа до денеска не е исполнето. Напротив, се поставуваат нови услови и барања, што се доживуваат како дополнителни понижувања за Македонија и нејзините граѓани. Овие околности би можеле да се искористат како аргумент за ревидирање на Преспанскиот договор. Лагите и неисполнетите ветувања од меѓународната заедница би можеле да бидат основа за повторно отворање на прашањето за името. Сепак, за тоа би било потребно внимателно планирање и силна дипломатска стратегија за да се избегнат дополнителни негативни последици. Без разлика на името, иднината на Македонија ќе зависи од нејзината способност да гради стабилна држава, социјална кохезија и почит кон сопственото наследство. Македонскиот народ има можност да ја задржи својата историја и идентитет, без разлика на формалното име на државата. Напомена, каналот Тампес и јас како личност се оградуваме од ваквите ставови. Ова се само прашања кои ги поставува голем дел од граѓаните на Македонија, кои бараат одговори на овие прашања.